Денес во 15 часот компанијата Страбак со своите подизведувачи направи минирање на патниот правец Радови Штип во близина на селото Дамјан, а попладне во околу 15 часот падна мостот на Три чешми. Механизацијата на подизведувачите ангажирани во делот од активностите за изградба на експресниот патен правец Штип Радовиш го сруши мостот преку кој цели 4 децении се вршеше интензивен транспорт на луѓе и стоки. Поради рушењето на мостот локалниот сообраќај беше во застој околу 3 часа. Овој момент не им попречи на жителите на Три чешми кои имаа сериозни забелешки на начинот на поставување на коловозната лента, која опфаќа еден вид изолирање на големата населба и ќе бидат принудени наместо директно да влегуваат да прават обиколка при влез и излез од населбата. Сака да прошират патот. Тоа е побаво за нас селото. Побаво ќе биде селото. И само да не прават приклучок. Од Скопје надам да се исклучуваме. Од Штип по Три чешми надам да се уклучуваме за Штип. Само тие два проблема се најголеми. Ако може успее, ама имаме добри услови за уклучување и исклучување од Скопје надам. Тражиме, не знам, више не знам на кој граничалник сум зброил јас. Лично јас. Тоа е истиот проблем. Това е проблем. На државата лошо решение. На државата лошо решение. Жителите на Три чешми при градската населба која важеше за модерна, современа и стопански силна, велат дека имале претходни сознанија за тоа дека наместо директен сообраќајен влез и излез ќе мораат секојдневно по неколку пати во денот да се приклучуваат на своевидната мини обиколница. Ставовите на населението не биле земени во предвид од причини што според инженерскиот кадар и статичката подготвеност на теренот, ова решение и во планерските проекти се покажало како најдобро. Надлежните информираат дека изградбата на овој дел од оваа многу значајна делница ќе трае во следните 2 месеци.